Добар ден. Пред се благодарам за гостопримството, тука со директорот на Тутунски комбинат, со градоначалникот, директорот на ДИС, почитувани медиуми. Денеска во посета на да видиме како оди откупот, веќе знаеме дека некаде близу 80% од вкупниот планиран откуп е некаде од тутунот е откупен. Она што може да кажеме дека до денес се откупени вкупно 20 милиони килограми тутун, со кои што е постигната просечна откупна цена од 222,5 денари. Или некаде во износ во пари се близу 4,3 милиарди денари, од кои што 4,1 милиарда е веќе исплатено према тутунопроизводителите. Она што дополнително може да кажеме дека ова е една доста висока просечна цена постигната, би рекле историска највисока, каде што зборуваме само за споредба 2018 имавме 214 денари просечна откупна цена, 2017 се постигна 217 денари, но ако ги споредиме и претходниве години, 2014 е некаде со 118 денари, додека 2015 е некаде 185 денари просечна откупна цена. Она што очекуваме да биде задржана оваа просечна откупна цена до крајот на откупот, каде што очекуваме според договорите, значи некаде околу 5 до 6 милиони килограми дополнително, бидејќи знаеме според договорите е вкупно 26 милиони килограми е планирано за откуп, така да и од ова посета директорот бевме уверени дека откупот продолжува по нормален тек, иако знаеме дека според динамиката некои откупни пунктови каде што е веќе откупено и се затварат, што е сосема нормално и тоа е во планот на динамиката. Она што може дополнително да кажеме дека сепак и ова година знаете дека за прва класа 80 денари за килограм се субвенциите, втора класа 70 и веќе трета и четврта и други класи е 60 денари, со што очекуваме дека е постигнат доста висок просек на прва класа, некаде историски пак би рекле некаде на 35% е веќе тутунот досега што е откупен спаѓа во прва класа, така да очекуваме и просечните субвенции кои што во ова сезона, да кажеме 2020 завршуваат, би биле некаде 75 денари по килограм во просек. Ова година е прва откако се имплементира новиот закон за тутун, каде што веќе се олеснети административните процедури. Знаете дека веќе бели картони нема да се издаваат, туку директно тутунопроизводителите во договорите со тутунските компании кои што откупуваат, кои се регистрирани кај нас, веќе склучуваат директно договорите. Ова е кое што допрва доаѓа. Затоа и би сакал да ви укажам на земјоците дека мора да на тутунопроизводители пред се мора да внимаваат и во тој дел, за да се склучат договорите и да се запишат во ИСЕТ системот, мора да бидат регистрирани во ЕРЗС, односно единствениот регистар на земјоделски стопанства, кој што се води во Министерството. Оваа информација е препратена до подрачните единици, веќе се комуницира и преку Сдруженијето, Сојузот на Сдруженијата, така да очекуваме и ова сезона следна која оди да биде добро организирана, со надеж дека сепак ќе се постигнат овие, ќе се одржат овие вака високи цени, откупни цени и секако политиките и политиките кои што се спроведува во последните 3 години ги дават резултатите. Пред се кога реков дека тутунопроизводителите се фокусирани и на високо производство, односно фокусот е на да се постигне што поголем процент на прва класа, каде што сепак и субвенциите од тој дел се највисоки, а секако тоа е во интерес и на тутунските компании, затоа што сите сакаат да имаат добар квалитет, а знаеме дека домашниот тутун и компаниите тоа е еден светски производ на глобален пазар, каде што секакво влијание или движење на цените надвор од државата имаат влијание секако и на домашното производство.